Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Нов наш православен празник Света Марина или Марија Огнена, почитувани слушатели, што е на 30 јули. Нека на помош и на именјачките на ова светиња честит имен ден. Во ова наше вечерашно издание ќе дадеме прилог за празникот, кој е, како што реков, на 30 јули, а како што знаете, на 2 август е празникот Илинден, за кој ќе зборуваме идната недела. Од рубриката Жена, мајка и дом ќе ви ја представиме праската како лек и нејзината важност за организмот. Ќе дадеме неколку илинденски честитки и краток, односно и мој коментар на неделата, а за вести, бидејќи нема нешто интересно и важно што би се кажало, доколку ни дозволи вечерашниот наш термин, ќе дадеме и блиц вести. Па да отпочнеме со ред, односно прилогот за празникот Марија Огнена. Според народното верување, Света Марија пали и казнува со оган и како и Свети Илија, кој казнува со гром, спаѓа во огнени светци. Иако овој празник на црквата во календарот не е означен со црвена буква, но сепак е многу почитуван во црквата и меѓу народот. Ова Света Марина се роди во дом, односно од родители кои беа безбожни. Со христијанството се запозна и се крсти на своите 12 години, пошто доживеа да биде презрена од сопствените родители. Во времето на Диоклицијан, Олимври, царскиот намесник на Антиохија, кога слушна дека Света Марина е христијанка, а пленет од нејзината убавина, прво сакаше таа да му биде жена. Кога таа одби, ја изведе на суд по секој пропис како христијанка. Света Марина или Марина беше цели 2 дена подложена на мачење и најпосле обезглавена. Поголем дел од нејзините мошти се наоѓаат во манастирот Света Марина во областа Мала Преспа во Туминец. Тоа е се македонските села во денешна Албанија, каде се уште се случуваат чуда над нејзините мошти. Па сите оние кои го носат името на Света Марина или Марина или пак Марија Огнена, нека им е честит именденот и со среќа, среќни весели до век. Всеки
Македонската православна црква Света Недела од Ејџекс ви соопштува дека располага со удобна сала за вашите родендени, крштевки или помали свадби. Затоа, за било какви фамилиарни слави, јавете се на 905 431 4944. А иначе во неделите повелете на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Но имаме и уште една наша македонска православна црква во градот Хамилтон, а тоа е Свети Наум Охридски, каде управата на председателот Крис Клашов го задоволува секој ден гостин кој одржува свадби, родендени, крштевки и слично со нивниот сервис и добро подготвеното јадење. Затоа пак секоја недела и во православните празници се одржува богослужба од 10 часот утрото. Телефонот е 905 387 0111. На 13 септември со почеток во 1 часот попладне ќе има попладневна дискусија со угледниот универзитетски професор Андрю Росос, кој има издадено книга на англиски јазик за историјата на Македонија. За подетални информации јавете се до црковниот телефон на 416 421 7451. А Македонската православна црква Свети Климент Охридски работи според правилник првично усвоен на 27 март 1966 година. Во изминатите 6 децении многу работи се променија, како во начинот на функционирање на Свети Климент, така и во правната рамка, особено законот за непрофитни корпорации на Онтарио 2010 година стапи во сила во октомври 2021 година, создавајќи нова правна рамка на непрофитни организации како Свети Климент Охридски. Голем дел од новиот правилник е сличен на правилникот од 1966 година. Промените беа направени за да се усогласи ова, да се моделизира начинот на управување со Свети Климент. Новиот правилник е доставен до канадско-американската епархија на разгледување. Инаку директорите го усвоија новиот правилник на состанокот од 15 април 2026 година. Исто така директорите свикавуваат вонредно членско собрание за членовите да можат и да го разгледат новиот правилник и да гласат дали да го одобрат, одбијат или одобрат со измени. Собранието ќе се одржи в недела, тоа е во недела, на 18 октомври, во 1 часот попладне во самата црква. Директорите го одредија и 1 септември 2026 година како датум на евиденција. Тоа значи дека сите членови со уредно членство до тој датум ќе имаат право да добијат известување за собранието и право на глас. Официјалното известување ќе биде испратено до подобните членови најдоцна до 15 септември, заедно со сите придружни материјали потребни за членовите да можат да донесат информирана одлука за новиот правилник. Да спомнам дека само членовите со уредно членство заклучно со 1 септември 2026 година ќе добијат известување за собранието и ќе имат право на глас. Ги охрабруваме сите членови да се осигураат дека нивното членство е уредно до тој датум, но има и важна промена во новиот правилник. Тоа е исто од првичната одредба враќање од 66 година. Висината на чланарината потврдена од директорите со одлука од 7 мај 2026 изнесува $50 годишно по лице, без разлика на брачниот статус, за членови на возраст од 18 до 64 годишна возраст и $25 годишно по лице на членови на возраст од 65 години и постари. За подетални информации јавете се до црковниот телефон на 416 421 7451. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416 624 0853 или 6
647 780 6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416 624 0853 или 647 780 6549. Инаку од рубриката Жена, мајка и дом, вечерва ќе ве запознаеме со праската како лек на организмот. Гаснете ја жета и освежете се во летните денови токму со праските кои не само што се вкусни и сочни, туку тие се извор на здравието. Ако ви се потребни неколку причини плюс за да уживате во нивните здрави добивки и сочниот вкус, само продолжете со ова. Во праските преовладуваат витамините А и С, кои се добри за вашата кожа. Не заборавајте да си понесете неколку, ако одите на плажа, како што велат, и вашата кожа ќе добие одличен тен и ќе остане здрава. Имаат одличен ефект врз здравието на косата. Со јадењето на праските ќе добиете погуста и поздрава коса. Инаку, во Унгарија праските се дефинираат како овошје кој ослободува од стресот. Понесете си неколку во вашето работно место и веднаш ќе го забележите ефектот на смиреност кој праските ќе го имаат врз вас. Доколку имате проблем пак со вашиот дигестивен систем, се препорачува да консумирате, да земете 3 праски дневно кои веднаш ќе го смират вашиот стомак. Во Кина најчесто се консумира, се зема чај од праски како лек за бубрежните заболувања. Праските содржат бета-каротен кој го одржува здравието на очите. Доколку повеќе време поминувате пред компјутерот, најдобро е да консумирате секојдневно по неколку праски кои ќе го зачуваат вашиот вид. Досега, низите истражувања докажале дека токму праските се борат против ракот и другите болести. Праските се препорачуваат како терапија за сите оние кои имаат чувствителна кожа, но и најдобро е да се консумираат пред изложување на сонце, бидејќи тие штитат од штетните сончеви зраци. Луѓето кои боледуваат од реума им се препорачува често консумирање на праски и нивното воведување како дел од исхраната на оброците. Ете, тоа беше од рубриката Жена, мајка и дом. Кажи зошто ме остави и ме обли со тага, дека среќна заборави, беше со мене ти. Кој ли среќа ми открадна, срцето ти го градна. Сега знај дека секаде пикот го гледам твој. Моите дни знај тажни се, вечно ме мачи тага. Моја љубов ти памти си, се ти проштевам драга. Кажи зошто ме остави и ме обли со тага, дека среќна заборави, беше со мене ти. Среќа ми открадна, срцето ти го грабна. Сега знај дека секаде ликот го гледам твој. Моите дни знај тажни се, вечно ме мачи тага. Моја
љубов ти пак ќе си, се ти проштевам, драга. Кажи зошто ме остави и ме облизо тага, зошто среќна заборави, беше со мене ти, беше со мене ти. Организацијата Обединети македонци ве известува дека и ова година го одбележува празникот Илинден. Сабота на 1 август со почеток во 11 часот предпладне ќе се положува венец во чест на паднатите борци за слобода на Македонија во дворот на црквата Свети Климент Охридски. В недела на 2 август по 68 пат Организацијата Обединети македонци ве поканува на традиционалниот илинденски пикник на Илинденскиот парк. Прославата отпочнува со богослужба во манастирот Свети Илија од 10 часот утрото, каде потоа ќе се избира манастирски кум за идната година, а свечената прослава ќе отпочне од 2 часот попладне со свечени говори и општо народна веселба со групата Мерак и за прв пат настапувањето на познатата и популарна Марика од Чикаго. Добро дојдени сте сите. Во меѓувреме да спомнам дека Македонскиот парк Илинден, нашиот долгогодишен член и голем македонски родолюб Грегори Цанев го разубави паркот Илинден со нови 3 јарболи за знамења пред влезот. Грегори имаше желба да се заменат старите јарболи кои целосно требаше да се симнуваат при секое менување на искинатите знамења. Новите јарболи се повисоки и заменувањето на знамењата е многу поедноставно, додека механизмот е безбеден под клjuč. Со овој подарок во вредност од над $15,000 влезот во паркот доби професионален изглед за подостоинствено да ги пречека илјадниците македонци за Илинденскиот пикник на 2 август. Председателот на Организацијата Обединети македонци во Канада Ристо Дурловски заедно со управата и членството, како и сите македонци во Канада, искажуваат длабока благодарност до Грегори за овој убав родолюбив гест. Но исто така и Леринското друштво со председателката Мери Уто и низината управа подарија трактор тревокосач, кој ќе користи во паркот Илинден, Илинденскиот парк на Организацијата Обединети македонци, за кое исто така председателот на Организацијата Обединети македонци во Канада Ристо Дурловски заедно со управата и членството, како и сите македонци во Канада, искажуваат длабока благодарност и до Леринското друштво за исто така овај убав гест. Но затоа пак и му го честита празникот Илинден и на друштвото, а исто така и на нашиот сонародник Грегори Цанев и на целиот македонски народ Ристо Дурловски со управата. А Леринското друштво ова година како што реков, ја награди работата на Организацијата Обединети македонци со тревокосачот трактор за косење на трева. Затоа истовремено Леринското друштво за несебичната поддршка што ја дадоја, истовремено сакаат и на целиот македонски народ да им го честитаат големиот македонски национален и религиозен празник Илинден, со желба да бидеме заедно, како што велат, сплотени, кој ќе допринесе за подобра иднина и како во Република Македонија, така и на македонскиот народ низ целиот свет за неговата победа врз сите неправди врз македонството, но, како што спомнав и претходно, добро здравје во секое семејство. Токму целиот сите вас, почитувани слушатели и македонци во светот, да ги поздравиме со една празнична честитка од Леринското друштво и председателката Мери Уто со управата. Ой, народ,
svoj izbori. Gospod Eden Keni pomogne, a i više Sveti Ilija. Sonce zname Kene gre, naše ime ke se Уште една честитка илинденска. Нашиот меѓу сите нас многу познат сонародник и real estate agent Сребри Џанџировски од село Градешница Мариово со неговата сопруга Лена и целата негова фамилија, на сите своји најблиски роднини, пријатели, муштери, соселани и целиот македонски народ го честита македонскиот национален и религиозен празник Илинден со желба најпрво добро здравје, но и конечно да ја победиме неправдата врз сите злочинци на Македонија и македонизмот и во брзо време обединување на цела Македонија. А јас од моје лично име и мојата фамилија на Сребре му ја честитам новата сна, би рекла, односно свршувачката на нивниот син со избраната што ќе биде невеста. Низ векови жар со солзи лед го кренавме прав. Да нашевме името тешко, но чисто го чулавме домот и близу и пусто.
korene meni evera. Ohridska sveknina slobodni straži, kamanita svedočata, duša ne se proda. Ruševo pomni, pepel iz nade, Varber vas i zalet, ni se koja rana. Jazik hot nije peca, pred reki, pred ne, kultura to žive, vo se koji do, vo se koji kamen. Da si podane meraka, da stane neden, Da ne prepoznaje svet od počesti pored. Zapanda birni, hajdar na ovi, eto da videne, sice i blas. Smije sve Makedonija, zasekona. Nije sve Makedonija, Zasekona. Kandilo gori, koga je zima, deveta teži, koga sot otkide, ne za omraza, za mir da stojime, pod isti zvona, da se objedinime. eto da videne, sice i blas. Nije sme Makedonija, zasekona. Nije sve Makedonija, Zasekona. nije sve Makedonija. Продолжуваме со уште една илинденска честитка. Имено Владе и Вики Гроздановски од село Породин со фамилијата, на сите најблиски роднини, пријатели, соселани, целиот македонски народ им го честитат големиот македонски национален и религиозен празник Илинден, за да во брзо време дојде до ново воскреснување на Македонија, односно нова илинденска победа. В село Баница, гласе слушна, аскер влезе топ колија, мрчат куршуми, течат топови, Гоце Делчев сладко спие, сон ми сонуе. Глас се слуша, плачи лелек, аскер влегува, кај Гоце нека стане до преданоа.
Тиран сопрете, да не горат и убиват браќа и сестри. Глас се слуша, плачи леле, аскер влегува, кај гоце нека стане, го предадоа. Глас се слуша, плачи леле, аскер влегува, кај гоце нека стане, го предадоа. Почна борба да се води, борба нерамна. Глава крена, гоце Делчев и командува. Удрете браќа, Тиран сотрете. Иако се сто на еден, не се плашете. Глас се слуша, плачи леле, аскер влегува, кај гоце нека стане, го предадоа. Глас се слуша, плачи леле, аскер влегува, кај гоце нека стане, го предадоа. Уште зборот за слобода да го дорече, клети душман го погоди право во срце. Како паѓаше, така колнеше, ништо од род да не има, кој ме предаде. Глас се слуша, плачи леле, аскер влегува, кај гоце нека стане, го предадоа. Глас се слуша, плачи леле, аскер влегува, кај гоце нека стане, го предадоа. И последните минути да ги искористам со мојот коментар на неделава. Верувам, слушнавте дека во посета на Македонија беше председателката на Индија Друпади Мурму, која беше срдечно дочекана од македонските домајкини, на кои индиската председателка Мурму и подари на македонската председателка Давкова портрет во бронза од Ганди. Навистина добар гест од гостинката, но за нас македонците голема чест да биде гостен господјата Мурму. Ако Александар Македонски отиде до Индија, сега председателката на Индија Друпади Мурму дојде во посета да ја види земјата од која што потекнува тој наш македонски, но и светски крал на кралевите Александар III Македонски, но исто така да го види родното место на македонската влајнка, а не албанка по род, Гонџа Бојаджију, или како што е наречена мајка Тереза. Меѓу другото и да се направи економска соработка на билатерален план. Ова посета, барем према мене, е од огромен значај, зашто со посетата на председателката на Индија Мурму му дава сигнал конечно да се размислува од страна на македонската влада да го свртат погледот кон исток, односно кон Русија и БРИКС.
Доста беше нивната заблуденост кон западните држави кои ден денес продолжуваат за да го уништуваат македонскиот народ и се што е македонско. Знаеме дека Англија, Франција, Германија и Америка со НАТО се многу моќни, но верували или не, ако ние македонците здружено се исправиме и народно речено покажеме заби на тој див запад, зашто на Англија, Германија и Франција им е многу јасно какви сме ние македонците кога ќе се прелие чашата, а тоа го знаат со организацијата на ВМРО со Илинденското востание, Карпошовото, Разловачкото, Слунските гемиџи кои ги нарекува атентатори и уште многу други настани. Затоа во новиот светски поредок, а сега е времето македонската влада да го искористи во корист на македонската нација, јазик, историја, култура и така натаму. Доста со двојните стандарди на таа ново создадена Европска унија, која не ни дозволува на нас македонците да воспоставуваме билатерални односи со држави што не се во неа, а да не зборува каква диктатура ни внесе. И Европската унија и НАТО, или поточно со Европската унија и НАТО, ги добивме новите и можеби најлоши окупатори досега во овој 21 век. А какви вредности има таа Европска унија? Ама баш никакви. За сите важи меѓународното право, а за нас македонците не важи кај ова нацистичка Европска унија, но само за нас македонците и само со нови ултиматуми ни доаѓаат. Ќе дадам еден пример кога во времето на Никола Груевски се зборуваше дека реката Вардар ќе биде патот на свилата, поврзување со реката Морава од Србија, каде кинезите ќе ја направат таа Моравско-Вардарска долина по која ќе пловат бродови патнички и комерцијални. Ова лудничава и блудничава Европска унија со Америка забранија да соработуваме со Кина, а нормално тука е и Русија и многу други земји кои се вистински пријатели на Македонија и македонскиот народ. Од друга страна пак таа нацистичка Европска унија прави билатерални договори со држави што од целиот свет, а не се во Европската унија. Ете ги тие двојни стандарди. Не можам да се изначудам на сите досегашни влади каде има големи интелектуалци, а да бидат како хипнотизирани, да бидат заслепени, да бидеме толку заљубени во тој див запад кој ни го копа гробот. Ако со влегувањето во Европската унија на Бугарија изманипулира над 100.000 македонци да им се дадат бугарски пасоши, но за тоа требаше да исполнат формулар каде треба не само самите тие да се напишат како бугари, туку и нивните родители, нивните дедовци, прадедовци, односно до античко време и баби, како што реков, за бугари, за да можат да патуваат слободно низ Европа, било за бизнис или слично, а исто така и давајќи им на младите бесплатно студирање, односно добивајќи стипендија и не гледајќи колку се способни, буквално им ја подарува дипломата, а такви има што живеат баш овде и се прават големи македонци. Тоа сега пак почна да го практикува и Грција, но на друг начин. Македонците од Република Македонија да купуваат куќи и имоти, но ќе мора да се напишат како Грци, а тоа ќе биде исто така ново така наречено малцинство во Република Македонија. Ете уште еден нов трн во ногата за уништување на македонската нација, јазик, историја. Ќе спомнам и тоа дека грците пред 20 години, а можеби и уште трае, имаше организација која земаше сперма од луѓето за да грците ја користат и се родат македонци, како што велат, односно да бидат грци. Кога толку е во голема желбата од страна на грците и бугарите да бидат македонци, па нека земат македонско државјанство и да бидат само македонци и ништо друго. Но нити грците, нити бугарите, нити албанците не се толку паметни за вакви нешта. Тоа е дело на Европската унија, односно на Англија, Германија, Франција и Америка, злодело на длабоката држава со фамилијата Рокшилд, кои се кројачите, дизајнерите на светот, а тоа веќе искуство од нив го имаме со поделбата на Македонија во 1913 година, исто така со така наречената граѓанска војна во Грција, каде ги избркаа македонците и не престана и ден денес. Велам не престана, зашто
Со самостојувањето на Република Македонија продолжува да не уништуваат нас македонците најпрво со референцата БРМ и знамето, а 2018 година не дозакопаа со името и додавката на таа проклета придавка Северна, одземајќи нија античката историја, иако беше направено илегално од синот на човек кој рече јавно пред македонците, цитирам, да му се исуши раката на тој што ќе го промени името на Македонија. Тоа го рече професорот Димитар Димитров, инаку протеран како дете од Егејска Македонија, кој ја даде таа клетва, а знаете ли кој го промени името? Неговиот син Никола Димитров. Дали некој отишол да го праша професорот Димитар Димитров, кој се уште е жив, заш мајка му на Никола почина, дали уште го колне неговиот син Никола, а доколку на вистина си ја сака Македонија и македонството, требаше досега тој да го стори истото како што и во книгата Тарас Бульба направи таткото, убивајќи го синот кој ги предаде нив, а пред тоа Тарас му рече на синот: јас те родив, јас ќе те убијам. Или сега е туту не важи. Затоа мораме да се обединиме и сите заедно да се спротиставиме за борба на нашиот македонски опстанок. А оние предавниците, кодошите, изродите, македонски предавници, па дури кои зедоа и бугарски или грчки пасоши, и тие се предавници на Македонија. Сите овие треба да се стават во карантин додека им се очисти мозокот, додека им се избистри мозокот, дека се македонци и ништо друго. Зашто на ваков начин, ако ги занемариме, а тие продолжуваат, ќе дојде целосно да се избрише нашиот македонски идентитет. Затоа треба да почнеме да размислуваме посериозно, подлабоко. Тие што не поделија 1913 година, тие колонизатори продолжуваат и понатаму со геноцидот на македонскиот народ. А знаеме дека тие, поточно Англија, преку 15.000 домородци, што овде ги викаат native people, ги отепаа и стари, а и млади дечиња, како што беше пред неколку години кажано. Тоа на англосаксонците им е во сршта, како што има многу пати исто кажано, како да не се родени од мајка, туку да се извадени од инкубатор, кој го натера изродот или монструмот на македонската нација Зоран Заев да го избрише исконското наше свето име Македонија. За среќа, покрај целата несреќа, останат ни е и последниот столб од македонската државност, а тоа е Македонската православна црква, каде не сме нити било која влада да го промени името на црквата, иако цијашкиот цариградски Вартоломеј со помош на ѓаволот Бигорски Партени се трудеа и се уште се трудат да го избришеме тоа име. Во овој контекст морам да го спомнам Љупчо Палевски Палчо, кој веројатно дознавајќи од некаде што е планот на Западот, тој собра околу 150.000 потписи и му даде копија на поглаварот Стефан, но и секој ден му праќаше помала или поголема група на верници во архиепископијата да не заборави што и се спрема на црквата. Тој исти Палчо, кога во неговата последна емисија ги кажа банкарите и подземјето, а посебно како НАТО банкарите со Грција и Бугарија перат пари преку Македонија, тогаш се случија и убиствата на 14-годишната Вања Ѓорчевска од Скопје и 74-годишниот Панче од Велес. Иако тоа веројатно го припрема порано за да го накодушат Палчо, нарекувајќи го и монструм без да имат докази. Тоа беше од поранешниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Пред 1-2 недели апелационот суд, како што кажа новинарите, дека е осуден на доживотен затвор без да бидат контактирани пак адвокатите во судот. Едноставно, ова е пробен балон пред јавноста,
не вистинско, али мора така да шират, каде Канал 5, Сител Алфа и весниците кои се платеници многу добро платени, кажуваат што ќе им се нареди. Би ви препорачала да ја видите видео снимката на YouTube, емисијата во центар на Васко Ефтов со адвокатот на Палчо Јовица Страшевски од 19 јули. Но затоа пак еве новинарот Јован Кукузел што пишува. Адвокатот на Палчо и борбата за докази во случајов со Вања и Панче во емисијата Центар на Васко Ефтов од 19 јули 2026 година, адвокатот Јовица Страшевски повторно ја презентира својата одбрана за Љупчо Палески Палчо по потврдената доживотна казна од апелациониот суд. Интервјуто е детално и фокусирано на клучното прашање дали обвинителството има доволно цврсти докази за да ја потврди вината надвор од разумниот сомнеж. Страшевски доследно тврди дека нема доволно докази тоа обвинителство. Нема јасен мотив, не е најдено оружјето, автопсиите, односно аутопсии, не се совпаѓа целосно со обвинителниот акт, а голем дел од доказите, така наречени, се индиректни или проблематични. Ова позиција повторува и во претходни интервјуа и судски настапи. Тој вели дека се вклучил во случајот од како ги видел материјалите и дека до денес не видел цврсти докази што недвосмислено го поврзуваат Палчо со убиствата. Според него, вината треба да се докаже во судница, а не да се разнесува преку медиуми и јавно мислење преку социјалните мрежи. Во краткото видео што го гледате, Страшевски го спомнува спреот што наводно бил користен за бришење на ДНК-та траги, но само на Палчо, а не на другите. Тоа посочува дека траги били избришани селективно, реков само на Палчо, и укажува на можни манипулации или пропусти во истрагата. Исто така го спомнува самитот на ОПСЕ во Скопје. Во тие денови безбедносните мерки баш беа на највисоко ниво, најобезбедено, па и според него е уште едно поневеројатно како што се случило високопрофилното киднапирање и убиство токму тогаш. Ова го користи како доказ за импотенција на државата. Дури и кога системот е максимално затегнат, криминалот се случува, а истрагата останува со празнини, што тоа е невозможно баш тогаш кога не може ни мува да пролета, а ова се случува. Ова го додавам. Овие аргументи се дел од пошироката теза на Страшевски која ја повторува во повеќе интервјуа. Обвинителството и МВР не ја завршиле истрагата. Не ја завршила истрагата професионално, нема директни докази, оружје, ДНК на оружје, јасен мотив, а пресудата се потпира на индиции и притисок од јавноста. Тој инсистира дека неговата работа е да ја брани процедурата и правото на фер судење без оглед на емоциите и јавното мислење. Страшевски има силни аргументи кога вели дека нема доволно цврсти докази за конечна осуда надвор од сомнеж. Неговата доследност низ интервјуата и судот покажува професионален пристап. Тој не го брани монструмот како што Оливер Спасовски го нарече, туку бара докази што издржуваат правна проверка. Со спреот, исто така ОПСЕ делот се добри примери за можни пропусти, селективно чистење траги и неспособност во период на максималната безбедност заслужуваат сериозна проверка. Јавноста има емоционална реакција, со право станува збор за ужасно злосторство врз дете. Сепак правото и вистината барат цврсти докази, а не само јавен гнев. Ако Страшевски е во право дека доказите се слаби, тогаш случајот представува сериозен проблем за целиот правен систем во државата. Емисијата ја покажува важноста на адвокатската одбрана на еден поларизиран случај. Страшевски успешно ја артикулира тезата дека обвинителството не ја докажало вината доволно силно, а државата покажала слабости и во оние денови кога беше самитот на ОПСЕ. Дали е тоа доволно за ослободување или нова постапка ќе покаже евентуална идна ревизија. Се додека правните аргументи се на прво место, а не емоциите и медиумскиот притисок, има надеж за вистинска правда. Ова интервју е корисна потсетка дека во правната држава доказите се, а не
јавното мислење. Тоа е Јован Кукузел. Меѓутоа, да спомнам дека тука не завршува, зашто обвинетиот Љупчо Палевски Палчов бара да се оди сега на Врховен суд, а ако и таму заврши како досега, тој ќе оди на меѓународен суд. За ваша информација да кажам дека кога мачката му се разболе, тој цели 6 месеци одише кај докторот, односно кај ветеринарот, да излече самата мачка. Зарем ваков човек би убил 14 годишно девојче? Почитувани, вакви луѓе ретко се раѓаат, не гледајќи на какви последици ќе има. Ова беше со ваква храброст до Втората светска војна, вистинските херои. Знам дека има и други како Палчо, но за жал се во мал број. Каде сме сега ние? Никаде не нема. Чекаме се на готово, други да ни ги решават проблемите, а ние како паразити стоиме и чекаме на готово. Јас морам да го поздравам, многу повеќе да ги поздравам, а многу повеќе да им се заблагодарам на македонците што се во Грција, Бугарија и Албанија, што се борат за својот род, за својот македонски идентитет, а за жал нити една досега влада на Република Македонија не му излезе во пресред да ги поддржи. Да се вратам на македонските верници. Вие, мој македонски народе, вие сте најголемото оружје, вие сте клучот на Македонија. Бидејќи веќе повторно се отпочнува со враќање на старите цивилизации, а Македонија е една од нив, дајте, сега е времето кое ќе работи за нас. Но затоа пак нам ни треба единство, да не бараме како што римскиот генерал кога отишол во Македонија за да види како може да се освои самата земја, се вратил брзо и пред еден од цезаровците рекол: туто Македоне, туто команданте, односно сите македонци се команданти, нема аскери. Тоа да не го дозволиме. Денес пример, ти ќе бидеш командант, утре друг, трет, петти и така натаму. А ние војниците ќе мораме да работиме за опстанок на Македонија и македонскиот народ, македонската нација.
Тоа беше се за вечерва, почитувани слушатели. Уште еднаш да ве подсетам дека в недела е илинденскиот пикник, а сабота пак од 11 часот предпладне повелете каде се положува венецот пред споменикот на паднатите борци во црквата Свети Климент Охридски. Но затоа пак благодарејќи ви на вашето ценето внимание, слушајте не нас идната недела од 6 часот навечер на 101.3 FM, кога ќе бидеме заедно со вас и со илинденската емисија посветена на големиот празник, но истовремено и од студиото на Глас од Македонија, вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ.